Добра вечер. Јас би сакала најпрвин да ви го честитам утрешниот празник и да го најавам мојот гостин Регина Икономова, која на некој начин е мој пријател во ова што јас го работам од многу одамна. Соработувавме многу во неколку емисии, во неколку сегменти на туризам и многу ми е драго што си вечерен гостин. Денеска би за почеток најавила твојот филм Бисер, Брод со бисери. Брод со бисери, кој најпрви ни да ти честитам, колку го разбрав, ќе биде дел од фестивалот на македонски филмови во Канада. Во Онтарио, точно така. Ти благодарам, Горде. Отплови до ете уште еден континент и мислам дека тоа значи уште едно сплотување за сладовкусите на филмската уметност, посебно оние кои што живеат во дестинации, кои што се испреплетени во сценариото на еден таков филм. Она што може во тој инсерт да го видам е навистина фасцинантно. Мислам дека имаш и најавено презентација на филмот во Скопје. За кога? Да, имаше промоција, значи премиера, филмот во локдаун, во корона, под тешки услови моравме да направиме премиерата. Значи премиерата беше 5 септември 2022, пред премиера имавме на Ода, фестивалот во Тетово и потоа имавме веднаш по нашата национална премиера интернационална на фестивалот во Измир во општина Буча, каде што исто така имавме две проекции и поминавме одлично, бидејќи дел од темата е и значи обработена во Турција. Фактички имаме заедничко културно наследство и тоа беше препознаено како една ткаенина во сценариото и турската публика и другата публика буквално уживаше. Јас би ја замолила режијата да ни го пушти сегментот што го имаме, да потоа го продолжиме разговорот. Навистина фасцинантно и како увод би кажала приказна која овозможи твој престој во Јапонија. Во рамките на тоа да научиш некои работи за туризмот. Ајде да почнеме од тука. Така. Приказната е инспирирана од обука во Јапонија во 2014 година, каде што бев номинирана од Туристичката комора на Македонија и обуката, дословно ќе ја цитирам, насловот на обуката беше Tourism Destination Marketing under the Cooperation between Public and Private Sector, PPP, односно соработка помеѓу приватниот и државниот сектор, што е многу клучна, посебно во структурирањето, трасирањето на туристичките дестинации. Значи, зборувам транзитните дестинации, бидејќи многу од транзитниот туризам
фактички е предмет на тие дестинации, објекти, значи зборувам базени кои што можат да бидат капацитети, културни наследства, природни убавини, се можност за менаџирање, стопанисување и одржливост во рамките на една таква соработка помеѓу приватниот и државниот сектор. Тоа значи Јапонија го промовира преку многу модели и еден од моделите како да се овозможи значи на таква соработка помеѓу приватниот и државниот сектор, а при тоа да се интегрира во филмска уметност, сега во третата обука, последната обука на која што бев пред неполни месец дена, за јакнење на капацитетите за креирање на одржливи туристички дестинации во одржлив туризам, за развој на туризам, фактички е додадена третата компонента која што е клучна за развојот на туризмот, освен соработката помеѓу приватниот и државниот сектор, сега овој пат клучот на успехот оди еден чекор понатаму, локал комунити, локалната заедница, значи не се заборавени, него напротив посветено е големо влијание и внимание на човечкиот фактор, односно на локалните жители кои што се клучен елемент во развојот на приказната. И нашата национална стратегија едноставно го има предвидено тоа, бидејќи таа е значи во моментов, да речеме, исто така во фаза на развој, конципирање, се препознава потребата да се интегрираат прво локалните стратегии од општините, па тие исто така да се преклопат, односно да бидат еквивалентни со регионалните стратегии, каква што е нашата, бидејќи јас сум представник од Центарот за развој на Српски плански регион и таму сум координатор на проекти за регионален развој и меѓуопштинска соработка и значи тој левел, регионалниот левел, фактички регионалната стратегија треба да е синхронизирана со локалната и со националната. Кога ќе се постигне таа синхронизација, значи во самата национална стратегија, кога би влегле и локалните и регионалните, и при тоа би биле уредени, значи според нашите потреби, нели, според нашите приоритети, тогаш ние ќе имаме и вистинска стратегија. Па макар била и утопија, ама ќе бидеме на правиот пат. Мислам дека со години фали тоа што сега го кажа и дека соработката меѓу владиниот сектор, приватниот сектор, општините, едноставно секогаш била на некоја втора рангирано, да речеме, ситуација во која секој си ја води својата приказна и у суштина не се соработува едни со други. Начинот на туризам како бизнис гранка, како нешто што може да функционира, јас секогаш велам дека туризмот во Македонија може да биде добра бизнис гранка од која ќе се живее, може само да опстане на таков начин. Соработката на општините, на приватниците, на државниот сектор, колку тоа помогна во ова што ти го научи или што имаш намера да го пренесеш за да успееме во тоа. Од три обуки има навистина многу модели. Значи, прво, самата инфраструктура е многу важна и јапонците почнале од таму, конкретно со Хокаидо, кој е најновиот остров, има 100 годишна, малку повеќе од 100 годишна историја, менаџиране со директно влијание од централната власт. Значи, тука кај нас имаме различен систем на уредување, бидејќи ние се стремиме кон децентрализација. Значи, но сепак можеме да превземеме модели, бидејќи другите префектури имаат различни политики, иако има една владина главна. За Хокаидо конкретно има посебна стратегија, но тој е перфектно уреден и моментално, значи, еден елитен и многу атрактивен, значи, многу атрактивна префектура, еден од островите, која што е, да речеме, ексклузива и за самите јапонци. Но
Значи, моделите, конкретно во вулканскиот туризам, инфраструктурата која што е, да речеме, како воздушна железница, ние како што имаме доводно, аеродромите, предмет се на јавно-приватни партнерства, што е нормално и првиот чекор во таа потешка инфраструктура, да речеме, елементарна инфраструктура. Но тука има хотели, потоа имаме национални паркови, има, значи, многу што да се стопанисува. Еве, има еден прекрасен проект од последната обука што го донесов и може да се интегрира кај нас, бидејќи сме подобни за едно такво применување. Јапонците викаат, ние сме инспирирани и го зимаме најдоброто од светот. Adopt and adapt. Ние не можеме да го прекопираме, ама можеме да го адаптираме. Секако. Исто како и ние. Значи, они имаат еден многу интересен владин проект, Мичино Еки, се вика, значи тоа се крајпатни станици кои обслужуваат буквално све и се на некој начин и самите туристичка точка. Ако вие имате две точки до кои што треба да стигнете како една одсечка или дестинација од до, во средината имате бафер зона или ништо, една точка, транзитна точка, како на пример станица во која што можете да јадете, да преноките, да уживате, да купите локални продукти, да се информирате за дестинациите, тоа они го имаат направено. И таа обслужува се. Значи, и еден чекор понапред, значи не се сите информативни центри, би можеле да бидат транзитни точки со се целата услуга, што би рекле оптимални, и да го обслужуваат и делот како информативен центар. Значи, комплетна услуга да имаат. И да бидат при тоа атрактивни и на тој начин да биде збогатена она елементарна дестинација од место до место. Кога зборуваш за тоа, не можам да не спомнам нашиот пат кој почнува од Србија до Грција. Едноставно е заборавен дека треба да во него туристите застанат, се напијат нешто, точно така, видат секој нешто. бара стреја. Значи, ние имаме премногу важни интернационални археолошки локалитети, еве ќе го спомнам Таор, бидејќи Таор е предмет на интерес на проект кој што допрва ќе се реализира во рамките на, значи, проектите кои што ги реализира Скопски плански регион и апсолутно е наменет за развој на туризам, рурален туризам, збогатување на туристичката понуда, но и многу важен елемент за интернационална промоција и афирмација на државата. Значи, локалитетот Градиште, селото Таор, знаеме дека е родното место на Јустинијан I, но исто така е многу подлабока приказната, бидејќи ако некогашен Тауресиум или сегашен Таор се наоѓа во општината Зелениково и е, значи, подобен за развој на туристичка дестинација и заслужува афирмација, уредување, значи, опрема по сите стандарди во согласност со третманот на заштитеното културно наследство од прв ранг, од прв степен. Во тој случај ние имаме баланс со уште едно културно наследство кое што е во локалитетот Бадар, селото Бадар, Бадаријана, тамо е Јустин I, тамо е вујкото на Јустинијан и ние имаме една дестинација во две општини. Тука е Катлановско блато. Така, Катлановско блато. Има многу содржини околу таа историска приказна што има голема интернационална тежина и што е фактички интегритетот на нашата Македонија во делот од античкиот период, кој што секако има подлабоки корени, ако почнеме, ние имаме и неолитски приказни, буквално се. Тука сме многу слични со Јапонија, бидејќи Јапонија ги има тие 4 елементи, значи храна, клима, географија. Ние сме многу слични со Јапонија. Имаме 4 годишни времиња, сезонски туризам, имаме извонредна храна. Значи, јас ќе ви кажам дека нашата храна, ние колку сакале, зборували, се инспирирале од светот, но нашата храна е една од најдобрите, дефинитивно. Поседете малку еден месец во една друга земја, не се работи само за навиките, него ќе си ја побарате
нашата храна. Дефинитивно и секој турист е задоволен од храната. Точно, и приемчивоста на нашите. И таа може би паѓа со квалитетот заради тоа што ние се мачиме со стандардизацијата и со одржливоста на работите и се уште ги мешаме термините самоодржливост. Што значи едно место да се одржува и да живее самото од себе си, да биде економски исплатливо, да генерира живот во тоа место, но одржливоста на една дестинација преку тоа место, животот на младите, вработувањата, креирањето на иднината, тоа е веќе степен на одржливост. И дестинациите и туризмот се тука еден клуч на успехот и ние мора да полагаме во таква една стратегија да ги развиваме, значи руралните места, еве целите на Скопскиот плански регион, односно на Центарот за развој на Скопски плански регион, се токму во намалување на разликите, на диспаритетите помеѓу понеразвиените и развиените општини. Значи постигнување на еден баланс. И нормално дека грижата ќе биде значи за културното наследство, перцепцијата во приоритизацијата на проектите насочена кон руралните општини за да тие си го добијат значи значењето и приказната посебно во туризмот да се линкуваат со градските, да се конектираат и да обезбедат локален економски развој преку туризмот. А Таор една таква пример приказна. Уште поубаво што Петровец, значи како еве да речеме почеток на приказната со вујкото на Јустинијан, императорот Јустин, е грлото на Македонија. Аеродромот е тука. Вие влегувате во земјата, значи ние треба да имаме приказни што од самиот лет кога слетуваме, каде слетуваме, не мора да гледаме Джеки Чен, Терминатор или не знам кој од новите филмови, четворката, петката и шестката што излегле, значи бидејќи еве јас ги гледав тие кога летав со 3 лета до Јапонија и назад, апсолутно ние можеме во нашите, значи во летовите кои што се па и до пријателска Турција и назад да значи прикажеме сет од наши филмови или од наши па и репортажи, спотови кои што ја промовираат Македонија, па местото и на брод со бисери е токму тамо, да видат каде значи слетуваат потенцијалните туристи, гости и на некој начин е и воведот увертирата во македонската приказна во Македонија како екзотична, како библиска дестинација, како значи таа ги заслужува сите атрибути со сето она што ние го имаме. Колку во рамките на ова го спомна Таор, општините од тој дел веќе сплегуваат во таа приказна да јас од моје искуство знам дека често и не знаат што имаат во рамките на својата општина и колку се тие подготвени, да речеме, во соработка на план околу тоа, на агенција, на туристички водич, на овозможување на добри пристапи до него, табли и сето тоа. Созреани се условите, дефинитивно општината и самата го побара во соработка, значи проектот и плановите имаат регионален карактер, значи се работи на сериозно планирање на тие сегменти од културното наследство и нивното уредување и поврзување во приказната, бидејќи значи веќе се работи за серија на проекти кои што ќе произлегуваат едни од други, но импутот првиот мора да биде значи оној кој што се однесува конкретно на заштитата, на промоцијата, на облагородувањето на просторот, бидејќи значи самото родно место ние кога ќе го представиме и афирмираме, треба да биде да изгледа убаво и да е според сите закони и нормативи за да ги задоволи значи критериумите на еден посетител и при тоа тој да ужива и да го респектира самиот момент што е на местото на еден император, народното место на еден император. Значи, понатаму може да се надградува и шири приказната. А дефинитивно дека се зрели условите со самото тоа што општината Зелениково како ден на општината избра значи патронат поврзан со роденденот на Јустинијан I. Значи веќе одбележува и чествува значи символичен датум
кој што му придава голема важност на и народното место и на императорот, што е, да речеме, еден чекор многу повеќе од досегашното третирање и избирање на, да речеме, поинфраструктурни проекти од друг тип. Овој пат, и туризмот и афирмацијата на културното наследство добиваат предност. Тука е еден многу исто важен момент за наечи, луѓе кои се уметници, треба да пристапат кон таа приказна со своји сувенири. Јас секогаш велам, сувенирот е нешто што пренесува приказна и што намамува нови гости. Точно. Самата реплика на едно символично сегментче, наречено артефакт или наод, може да се реплицира, да се произведува, да биде сувенир дел од приказната и, како што рековме, реплики, репитори или повторувачи, односно туристи кои што ќе доаѓаат повторно и ќе споделуваат таа приказна. Токму и тоа е целта кога ќе дојдете на едно место, да донесете потоа уште една група и да, ја зголемите таа, да донесе уште нови луѓе и така таа приказна да се генерира и шири, бидејќи она што ќе биде видено, а остави позитивен впечаток, понатаму треба да расте како приказна. Таор, не само Таор, еве и Говрлево, во општина Сопиште, тој дел е извонреден, другата страна од Водно треба исто така заслужува еден убав баланс, па Тумба Маџари веќе е атрактивизирана и таа работи со екскурзии, децата тамо доаѓаат од време на време. Сега не знам какви се тие планови и концепти, но лично јас кога работев на Тумба Маџари видов толку многу реплики од големата мајка, што тој факт мене ми израдува дека нашите деца веќе знаат која е вредноста на културното наследство, што значи големата мајка, го споделуваат тоа едни со други. Ние веќе имаме едни мали уметници кои што се бават и се инспирирани со нашето културно наследство. Иста таква приказна, еквивалентна, почнувајќи од физибилити студија за можностите да се направи населбата, понатаму да се развива, да се конципира на тој начин. Ние веќе имаме еден успешен модел, што може да биде секако и поуспешен од сега, но дефинитивно вамо го имаме истото, или да речеме, ајде слично, да не влегувам сега јас во детали, но дефинитивно неолит, имаме Адам од Говрлево, имаме големата мајка, но имаме Тополи како локација, имаме обележан археолошки локалитет на кој што се работи и ништо видливо, а приказната нели треба да биде видлива, тие работи треба да бидат белек. Општината го зима, еве новиот грб на општината Сопиште, една ексклузивна информација ви кажам што туку, беше споделен скоро пред некој ден, се обзнани како ќе изгледа новиот грб на општината и таа го доби во средиштето големата мајка. Да, атрибут на грбот е големата мајка. Еве, 2028 е Скопје град на културата. За мене неразбирливо е да не се најде местото на Адам, кој е еден од 10 откритија на 20 век, а своевремено знам дека беше преговарано да биде во музеот на човекот представен Адам. Тоа не се случи и едноставно таа приказна замре. По мене Адам е нешто што треба да, кој ќе кажете, Скопје биде препознатливо. Несватливо ми е да многу малце се зборува, многу малце се користи. Тоа е неолитска уметност. Човекот во еден спиритуален акт и мисловна позиција да биде најден тамо каде што е најден. Е толку една убава, преубава и голема приказна, која што може да биде и модерна и светска приказна, бидејќи ние врз регистарот на културното наследство од минатото ја градиме и днината. Таа може на толку начини да се дизајнира и да се приближи до новите генерации. Тоа има милиарда можности, но треба некој да ги работи, да ги предложи, да ги издействува, да ги наметне, да се избори за нив.
фактички треба и да бидат од другата страна препознаени како вредни. Јас мислам дека имаше пред серија години една од белите ноки, мислам дека го имаше интегрирано во концептуалноста Адамот го одговорил. имаше, меѓутоа беше плакатот со Венера, ако не се лажам. Ме интересира, би сакала да те прашам, еве неколку пати си била во Јапонија. 3 пати, да. Колку јапонците им е познато името Македонија, државата каде е, што може во нејзе. Знам дека има доста јапонски туристи кои доаѓаат во дел од посета, значи не доаѓаат директно во Македонија, него се во дел од таа програма. Како е твоето искуство? Дефинитивно знаат за Македонија, но првиот асоцијативен елемент за Македонија е Александар Македонски. Значи, они дали тоа во делот од образованието, во светската историја, како нашите деца што учат, значи, историја и развој на периодите и освојувањата и походите, значи, нели, тематски го учат тоа во самото основно образование. Јас мислам дека тоа се случува и кај нив и дефинитивно една голема историска тема е докаде кој освоил и го препознаваат Александар Македонски, го идентификуваат со Македонија. Многу пати ми се случило, јас кога ќе кажам јас доаѓам од Македонија, да речат Александар да Грейт, дури некој и мајка Тереза. Значи, партиципиентите или представниците од Албанија дефинитивно се гордеат со мајка Тереза и они ја промовираат таа приказна, но и ние имаме мајка Тереза, нели има дури, значи, еден проект Постапките на мајка Тереза. Тамо е позната, ја има на плакати и ние повторно можеме да бидеме горди дека уште една светски позната личност која што ставила голем белег потекнува од Скопје, од нашиот главен град. Мислам дека сите тие приказни не се доволно добро искористени. Во суштина ние немаме препознатлив бренд, што е многу лошо. Моето искуство со Експлоринг Македонија, кога дојдоа да ја посетат Македонија и снима 5 дена различити делови, првично беше приказната, од кога им ги подготвивме приказните за сите 5 дена, кога дојдоа рекоа тоа ништо не важи, ние сакаме Александар Македонски да го видиме. Среќа имав гостин кој беше препознатлив во целата приказна, Паско Кузман, и тој ми рече не се плаши, ќе го им го покажеме Александар Македонски. У суштина целата приказна беше многу од нив прифатена со скепса. Но секој ден како поминуваше, тие уживаа во она дека е тоа вистина, дека не се измислени приказните и дека на вистина има што да се види. Да не кажам дека последниот ден, секој ден доаѓаа нови луѓе да им се придружат и последниот ден од Бил Гейтс, луѓето кои беа вработени кај него доаѓаа да бидат дел од таа екипа. Приказната доживеа неверојатна популаризација, беа преку 500 милиона прегледи на YouTube, се што ги имаше, и тие приказни долго време беа нешто што ја смени приказната за Македонија. Тука го прикажавме Адам, тука прикажавме многу други работи кои едноставно не беа ни познати, за да речеме. Пак ќе кажам, сметам дека брендирањето ни е слаба точка. Дефинитивно, да, промоцијата треба многу посериозно да се изучува. Значи, бидејќи јас еве како 15 години промотор на културно наследство, сценарист, профилиран документарист, новинар по документаристика, изработени можеби од прилика над 150 емисии и еден филм. Често пати бев фрлена на искуствата на теренот, каде што теренот ме изненадуваше. И знам многу анегдоти, случки, згоди и незгоди и приказни кои што ги напишала
природата многу поубаво од моето сценарио, бидејќи, значи, буквално туризмот, за да се гради и да се трасира една убава, дали среднорочна, краткорочна или долгорочна стратегија, локална, интернационална, национална, регионална, потребно е вие да го знаете од теренот. Апсолутно. Теренот, ако не го знаете од фотелја, не може да се И ако прави не го туризам. владеете. Дефинитивно не може. Затоа, значи, јас ке се вклучам, без разлика на сите определби и атрибути што можам да ги носам во врска со туризмот. Главната карактеристика, кај мене конкретно, е теренопознавач. Јас сум културен разузнавач, патеписец. Го видов тоа што го кажувам. И сега промоцијата мене, значи таа што се учи не ме задоволува затоа што е многу поширока, затоа што е афирмативна, информативна, едукативна, значи комерцијална, интернационална, национална, регионална. Вие имате обврска да препознаете каква стратегија за каква промоција ќе правите, што сакате да направите. Значи што ќе развивате, што ќе трасирате. И основно, промоцијата не смее да биде чекор пред заштитата. Прво треба да се заштити тоа што го имаме, па потоа треба да се промовира. Во никој случај не треба погрешно да се промовира и да се прекопираат првите ексклузивни промоции на нешто што ви изгледа интересно. Тоа е заблуда. Значи, заблудени биле колеги транспортери од Чудесна земја, кога сум работела јас 4 години. Почнав така со Чудесна земја, серијалот Чудесна земја, кој што работеше и научни емисии, имаше некој кохерентен пристап, природни споменици, национални паркови, значи културни споменици, буквално све што е интересно и регионално атрактивно за да спакуваме една регионална приказна. И таа ја има на YouTube, кој сака може слободно да се наврати, да ги гледа тие емисии. Буквално истражување од каде се наоѓа центарот на светот, дали е центарот на Македонија, географскиот центар на Македонија, дали е во Крива Круша или не, дали е тоа, значи, општина Чашка, како изгледа општина Чашка, реката Тополка, реката Бабуна, кактусите. Значи, такви едни убави приказни кои што се толку многу испреплетени едни со други, а толку значи ќе ве доближат до вашиот крај или до вашата земја, да запознаете, да видите некои работи. Тоа е таа убавина на теренот. И сега заблудата често пати може да биде една таква, да речеме, ексклузивна промоција, дека не знам, ајде да речеме се стигнува до некое место каде што може да се ужива неколку дена, но да се сгреши таргетот на тоа место, еве да речеме, пример ќе земам, банален пример, Колешински водопад, Смоларски водопад, Курбиново во Преспа. Ако вие таргетирате како транспортери или туристичка агенција постара група на патници, на гости што сакаат и посетители да ги видат тие места, дефинитивно ќе се соочите со проблемот дека превозното средство стига до определено место и потоа имате 20 минути или половина час пешки, а луѓе со бајпас кои што не можат да го издржат тоа. Па се случуваат караници, кавги, па телефонски повици, па Регина колку минути има до тамо, дали има скратен пат, што да правиме? Има ли нешто друго што би можеле да видат? Дефинитивно е тоа така. Многу пати имам доживеано, зна да ме викна да водам група или да со задоволство покажам што имаме во Македонија. Агенциите не се подготвени. Не можеш ти да понудиш нешто што не го знаеш. Јас во Јасен работев како советник за туризам, мене ми требаше година дена да го осознам Јасен, за да знам што да можам да понудам. И таман почна тоа да се развива, доаѓаа групи од Холандија, од Англија, од Германија, имавме Франција, едноставно доаѓаа со книги да знаат биодиверзитет, која пеперутка ја има тука, кој цвет го има, кој папрат го има. Едноставно се смени власта и интересот на туризмот во Јасен замре како таков, што е на вистина штета.
бидејќи е единствен таков предел кој има улога да го заштити тоа што го имаме. Како биодиверситет, нешто што е во развој, интерес на нашите и на европските, па и светските туристи, е нешто што можеме слободно да го разработиме, ние доаѓаме до некои ситуации Па и островот Голем град. Истото. Кога последен пат сте слушнале вие некаков промотивен материјал или некоја задоволна група од посетата на Голем град? Дефинитивно. Значи тие тажни моменти. Тоа е она што не е соработка на приватен сектор, на општествен, на државен и едноставно на тој што го прави производот е туристичката тура, не го познава теренот. Тоа не смее да се случи и тоа е дефинитивно промашај. Излезот како што кога почнавме кажав дека е оперативците. Оперативците треба да се млади луѓе, студенти, или не мора да се студенти, мобилизирани, завршени студенти, работници туристички, водичи, сите тие, значи се на некој начин, не на некој начин, директно вклучени во можноста да бидат оперативци, посредници помеѓу локалната, значи заедница, помеѓу приватниот сектор, помеѓу државниот сектор и општините. Тоа ви се веќе 5 сегменти. Замислете ги вмрежени. Замислете ги вмрежени. Резултатот е неминовен. Да, тогаш нема да постои можноста, ама ние прочитавме дека тамо и тамо среде никаде има некој археолошки локалитет каде што се родил некој император или се родила некој, или е тоа Струмин гроб, не е битно, или е некое значајно интересно место с убава приказна. Тогаш вие нема да лутате сами. Ќе знаете каде да отидете, ќе знаете каде да се јавите, ќе знаете кој ќе ви каже нешто за тоа место, каде ќе преноќите, каде ќе јадете. Значи, буквално и самите тие места се дел од програма. Тие оперативци, значи ДМ организации, Destination Management Organization, самите имаат задолжение да креираат програми за одржливост. Тоа значи ги користат капацитетите, природните и културните капацитети, да вклучувајќи настани, градат настани, позиционираат настани врз тие капацитети на годишно ниво, интегрираат други, значи субјекти во туризмот, кои што исто така ја шеруваат таа приказна, таа програма, и тука веќе значи има повеќе насочни промоции кои што допираат групи. Дали се тоа домашни туристи, дали се тоа регионални, значи поширока група на туристи на локално, да речеме национално ниво, интернационални, дали се тие, значи една линија која што студира во земјата, конкретно еве во Јапонија, источните земји. Значи што прават они? За да ги развијат, и они страдаат во малите градови од депопулација. Младиот човек не ствара потомство, тоа е големиот проблем, и заминува во големите градови. Може би не патат од миграција како нас да заминуваат од државата, но заминуваат во големите градови и малите изумираат. Борбата е да се преку туризмот да се овозможи живот во малите градови. Значи, клучот на успехот е да се направи дестинација која што ќе биде одржлива. Индустријата е клучна тука. Индустријата треба младите генерации да ја наследат од старите генерации, они го викаат тоа second generation. Значи, како тоа име проект, јас не го кажувам случајно. И со оперативците кои што се, значи тие организации кои што го работат на теренот и ги вмрежуваат сите во туризмот, дефинитивно имаат успех. Поентата е да се овозможи одржливост на градовите, со задржување на младиот човек и со понуда на странците во која што ќе биде вклучен тој млад човек во дестинирањето на сопственото културно наследство или природно наследство. Сега студентите, сакав да ви кажам за студентите, од источниот свет, они имаат понуди, значи за интернационални размени на искуства и значи студиски програми, каде што студентите кои што знаат англиски јазик и студираат на англиски јазик, го шират англискиот јазик во туристичките места, затоа што тоа е хендикеп
на јапонските локални заедници. Не располагаат со знаење на англиски јазик. И тоа се врти во една симбиоза, имаат екосистем сите тие сегменти. Дури, значи, странскиот студент добива можност да работи во некој туристички сегмент, да речеме туристичка организација или транспортер, или значи туристичка агенција, или хотел. Значи има можност за прилив на средства, а при тоа да обучува, значи да ги обучува јапонските значи локални луѓе да го исполнат сервисот на англиски јазик кон експанзијата на туристи која што доаѓа бидејќи навистина имаат топ дестинации. За жал имаме уште 3 минути за разговор. Може би не сум те праташала нешто што би сакала да кажеш. Па не знам, јас да си се прашам самата? Не, дали има нешто што не сум те прашала, би сакала да го кажеш? Па да речеме, еве, да, соеднината на Брод со бисери, бидејќи тој е поддржан од Агенцијата за филм, значи со државни пари, дефинитивно инспириран од Јапонија, но треба да им служи на туристичките агенции за да ја трасираат таа историска дестинација која што е проткаена. Значи треба да биде во служба. Ако го земат и ако го стопанисуваат, ќе видиме и мерливост не само од уметничката вредност, како еден филм кој што нели кружи како филмска приказна, како авантуристичка доку-драма, туку да се види и ползата од таа дестинација. Значи, дефинитивно имаат рекламен материјал со кој што може да се послужат. Прашањето е колку ќе го земат. Значи, некогаш ние и да направиме нешто, не значи дека колку и да го живее патот по скицата, да речеме и планот, не значи дека можете толку тоа, значи да го просветлите тој сегмент дека е поволно, полезно. Јас на премиерата имав покането доста представници од туристичката фела. Неколку пати имаа прилика да го видат, ама не го видоа. Дојде турска делегација од значи дојдоа и од јапонската амбасада, од турската амбасада представници кои што беа презадоволни од тоа што сме го направиле и буквално значи на октомвриските филмски денови во кинотека, октомвриски филмски салон кога се прикажуваше Брод со бисери, првиот ден кога беше ден за VIP личности и делегации, стана, мене не ми се случило до сега да почувствувам таква енергија и среќа, буквално и солзи, на нешто што е, да речеме, направено со еден тим, заеднички, дефинитивно не бев ја самата таа, сите сме едно штрафче и едно бисерче во таа приказна, но одстоив на своите нозе и го чувствував тој аплауз на крајот, не на представа, туку на филм. За мене беше потресно и нежно, и убаво, и возвишено, и не знам уште што да кажам, но ајде нека се најде за тамо кај што беше планирано, нели? Да направиме еден импут со тој филм за да се трасира една дестинација која што ќе живее. За жал крај е. Јас ти посакувам уште многу успеси во таа гранка што те води низ животов и ти дава убави резултати и се надевам дека ќе имаме можност во некоја друга прилика повторно да се видиме, да направиме муабет, дека тоа што го правиш има одјек. Па ти благодарам, Горде, за поканата и јас би сакала да се видиме, ама тоа да биде на терен. Нашето поле, знаеш, на играта во туризмот е директно на полето на теренот. Сигурно.